Господин Димитриевски, добро вечер, ви благодарам за учеството во тема на денот во Дневникот на Сител. Добро вечер и на вас и на гледачите на телевизија Сител. За почеток, тоа што е најактуелно од синоќа, СДСМ избра нови подпредседатели, секретари, членови на извршниот одбор и други раководни лица сега излегоа по ова одлука на Централниот одбор. Дали новото раководство во кое според листата гледам има голем дел и од старото, значи нов СДСМ? Ова раководство е далеко од тоа да е ново. Една невидена рашомонијада, но искрено нивна работа. Само се потврдува онаа теза што ја зборувам подолг временски период. Не зборувам за членовите на СДСМ, зборувам за раководството. Во членството има прекрасни луѓе. Не добиваат и нема да добијат никоја шанса, бидејќи ова е едно акционерско друштво. Ако во минатото беше 50-50 на релација Заев-Филипче, сега е 70-30 во акционерскиот удел во однос на Заев-Филипче и тоа е нивна работа. Нека тераат. Како и да е, ме радува фактот дека од ден на ден се поголем број на членови на СДСМ бараат пристапница во знаме, нашите врати се отворени, особено за вистинските социјалдемократи. Бидејќи сте биле долго време, бевте член на оваа партија, па и функционер, каде ја гледате точно причината за тонење на партијата? Сега е во опозиција, што не е добро за политичкиот амбиент во државата, само во лидерството? Таа е заробена партија, функционира по принцип на должничко-доверителски односи. Вие ако погледнете таму ќе видите луѓе кои што против кои се водат сериозни кривични постапки во моментов. Дополнително и поранешниот и актуелниот лидершип исто така. Нема ништо ново, нема нова идеја. Сите наводно нивни конструктивни политики како опозиција се апсолутно неконструктивни. Креираат фиктивни сценарија, одредени заговори во јавноста со мигрантските кампови и така натаму, и тоа се само обиде да се избега од актуелните политички теми кои што се суштински, например, како законот кој што беше во постапка и за среќа остана во постапка, инаку тие бара да биде симнат од дневен ред на разгледување пред парламентот, тоа е законот за судскиот совет. Зошто? Затоа што со тој закон ќе се оневозможи да имаме едно вакво судство како што го имаме. Приватизирано судство или пристрасно судство. Потребна е правда и оваа власт ќе го испорача тоа на граѓаните. Спомнавте членови на СДСМ ви пристапуваат од друга страна, од СДСМ велат обратно, дека се случува обратен процес. Каде е тука вистината и колку тие кадри се реален одраз на идеологија, а не се на клиентелистички однос? Видите, јас не видов зголемување на бројките на овие резултати во корист на СДСМ. Од друга страна, знам ги потврди своите бројки од минатите избори со оглед на фактот дека немавме кандидатски листи за советници во сите општини, ниту кандидати за градоначалници во сите општини, но бројот и процентот на освоени гласови, кога ќе се спореди со бројот на општините кај што имаме своји кандидати, знаме потврдена партија, тука сме кај што сме. Ние пред неколку дена прославиме 2 години од своето постоење и пред нас следи период на созревање и на раст на нашата политичка партија. СДСМ оди надолу и јас мислам дека ова раководство ќе му прогласи стечај. Сега, дали сметате дека треба да има предвремени избори, со оглед дека опозицијата обвинува дека буџетот, например, е така креиран да биде како изборен, и дали сега од позиција на власт, зборувам за знам, сметате дека би оствариле подобри резултати од локалните, каде практично само вие од Куманова ја правдате да уверувате? Па видите, ние имавме само 2 кандидати на локалните избори, во Куманово и во општина Центар. Во општина Центар освоивме забележителен резултат со оглед дека имавме нов кандидат, неафирмиран во јавноста. Што се однесува до останатите бројки низ Македонија, веќе објаснив, значи немавме кандидатски листи за советници во сите општини, што значи дека граѓаните нема можност да гласаат. Не велам дека ние ќе победевме таму, но секако за да порасне една политичка партија е потребен период на созревање. Созревањето токму го доживувате на изборите. Секои избори за нас се предизвик. Дали ќе има предвремени избори или не,
Тоа на знам лично му одговара од секој аспект. Зошто? Ние повторно ќе се провериме каде сме тоа на политичката сцена. Но секако сметам дека на Македонија е потребна политичка стабилност и еден период кај што треба да се испорача кон граѓаните. Сите оние закони кои што се поднесени од страна на ресорното Министерство за правда, кое што за жал е критикувано во европските извештаи, првично треба да се усвојат, кои што поминаа дел владина постапка и еве ќе се најдат на дневен ред. Тоа се составен дел на законите од нели она реформската агенда, исто така и реформите во делот на ресорот кој што го управува, знам, а тоа е јавна и државна администрација, каде што донесовме неколку круцијални закони, и ако во минатото беше ало, ке скренам телефонка и директорот на агенцијата, кај што се полага испитот за јавна и државна администрација, ќе завршам работа, повеќе не е така. Значи денеска полагате испит каде што 7 камери ве наблюдуваат, ве снимаат и тоа влегува во рекордот или во фајлот на секој кандидат. И не случајно паѓаат голем број на кандидати. Со тоа, всушност, и во одредено ниво го исполнувате мери системот да се цени на квалитетот, а не на партискиот квантитет, како што тоа беше пракса во минатото. Добро, во однос на ова прашање, последниот извештај денешен од Европската Унија не вели така, вели дека нема никаков напредок во правосудството, дека нема напредок во реформите во администрацијата. Таму имате исто ваш министер Минчев. Разговарате со нив, што е проблемот? Да, апсолутно разговарав и веќе дадов објаснување на тоа прашање. Видите, вчера јавниот обвинител поднесе оставка. Вие не можете со сила како извршна власт да се мешате во работата на независната судска власт или обвинителска власт, но ете тргнаа некои процеси. Му беше оставена шанса на јавниот обвинител, не оправда за жал довербата. Мислењето во јавноста по однос на таа независна власт во државата е таква, министерот не може да оди по ходници и да ги разрешува лично судиите, туку треба да се донесат законски решенија кои што ќе дадат можност на оние вистинските професионалци во системот да се одважат и да влезат во процесот на промени преку еден нов состав на Републички судски совет. Исто така и во Советот за јавни обвинители. Но министерот за правда Филков беше тема на критики од Антонио Милошовски, од вашиот коалиционен партнер од ВМРО ДПМН, премиерот Мицкоски практично веднаш потоа се огради од неговата изјава, но вие колку сте задоволни од Филков лично, например, но и од уште еден подресор, директорот на ПИОМ, каде што има сериозен проблем со полнењето на буџетот на ПИОМ? Првично, несреќната изјава на Антонио Милошевски е таква каква, што е негово лично согледување, среќа што тој не е премиер. Доколку еден ден стане премиер, нека ги бира луѓето во владата. Ние знам сме задоволни од нашите кадри како ја вршат својата работа, а секако дека во рамките на партијата дискутираме многу отворено на сите теми, вклучувајќи го и составниот дел на нивното секојдневно работење како и менаџирање со 2 ресорни министерства. Што се однесува до останатите функционери кои што се одзнам во пониските ешелони на власта, исто така имаме редовни состаноци, брифинзи, координации, кај што разговараме, и она што е битно за нас е дали партиската програма на знам, која што е составен дел на владината програма, се имплементира на дело. Го споменавте ПИОМ, па не гледам дека пензиите доснат. Полнењето на касата и на фондот не зависи директно од директорот на ПИОМ. Тоа се наменски средства кои што се уплаќаат на таа сметка. Многу е побитно колку менаџерот на ПИОМ ревносно менаџира со тие средства и ги пренасочува и прераспределува дел во фондот за здравствено осигурување, а дополнително и за исплаќање наменски на пензиите. Ако СДСМ направи конгрес и освежување, како што велат на кадрите, истото се случи со ВМРО ДПМН, конгрес, и премиерот најави сериозно освежување и на партиските и на владините кадри, нели, во заедничката коалициона влада, па оттаму е прашањето дали Максим Димитриевски планира истото да го стори и во партијата и во понудата во ресорите во владата. Секако правиме редовни координации со премиерот, разговараме на оваа тема, тој има апсолутно право како мандатар да предлага нови имиња за ресори, од кои што не е задоволен во нивното работење, тоа ги опфаќа и кадрите од знам, на оваа тема немаме
се уште разговарано, доколку се отвори дискусија, ќе поразговараме аргументирано, доколку постои потреба, знам да освежи дел од своите кадри. Видете, не може поединец никогаш да биде пред системот, ниту пак партијата заложник на никој, почнувајќи или тргнувајќи од мене како председател на партијата, па се до најобичниот член внатре. А во рамките на партијата? Во рамките на партијата ние одржавме веќе конгрес. Утре имаме закажано седница на извршени на Централен одбор, кај што ќе ги разгледаме сите извештаи од претходните избори, дополнително ќе донесеме одредени заклучоци, ќе имаме надоградување на нашите капацитети во одредени општински организации, бидејќи верувајте ми дека имаме општински организации, каде што имаме можеби по 10 на 15 члена, а имаме освоено и по 2 советници. Значи, воопшто немате партиска инфраструктура, имате добиено подршка, но имаме и општински организации, каде што сме имале посериозна подршка, а сега таа подршка значително е опадната. Значи, ќе треба таму реформа. И секако тука ќе треба да се надополни капацитетот. Па не сме ние во состојба да правиме некои сериозни реформи. Ние сме нови, ние треба да надоградуваме капацитети и секако да ги бараме и нашите грешки и пропусти, тргнувајќи, значи по општинските организации, а секако и во моја Куманово, кај што менажирам по трет пат. ДПМН знам прават национално пределство со договори мигранти за пари ја продаваат Македонија. Вака вашите поранешни партиски другари ве именуваат во однос на шпекулацијата дека во земјава ќе се носат мигранти во договор со Велика Британија. Кој е ставот на знам по ова прашање? Генерално сте разговарале во рамките на коалицијата или во владата за вакво нешто? Првично тоа како ќе не ословат уопште нас не тангира. Значи тоа кажува за нивното ниво на политичка култура. Ние немаме намера да навредуваме како сериозна политичка партија. Да, разговарано е во владината коалиција и никогаш не е отворено прашањето за отварање на мигрантски кампови во Македонија, бидејќи Македонија нема таков капацитет. Ни легални, ни нелегални? Значи, нелегални можеби и има, затоа што знаеме дека мигрантите се присутни во Македонија и транзитираат низ Македонија, особено во регионот на Кумановско-Липковскиот крај, но тие се само во транзит. Имаме официјални транзитни центри, каде што поминуваат мигранти, кои што ќе ги евидентираме, застануваат на тие места и тоа е систем организиран. Што се однесува до кампови за сместување или враќање на мигранти од странство овде, апсолутно не станува збор, но во ниту еден момент не е разговарано, ниту пак постои можност во Македонија да биде отворен таков камп. Дали денешната изгласана резолуција на владините партнери во собранието е доволна заштита дека такво нема да се случи или доволно уверување на јавноста дека нема да има ниту станови, ниту кампови, ниту било што за мигранти? Нам ни требаат станови за млади брачни парови во Македонија, не ни се потреби станови за мигранти во Македонија. Тој луксус можат да си го приуштат побогатите држави во светот. Јас вчера бев на една конференција во Белград, кај што баш разговарав за демографските процеси во Македонија, што ние како локални самоуправи преземаме на тоа поле и во делот на социјалната заштита на нашите граѓани, јасно и отворено кажав таму. Тие кои што своевремено спроведувајќи меѓународната политика последните 40 години, тоа се најбогатите држави во светот, доведува во вакво дереже, да се создадат вакви социјоекономски услови во одредени држави, па и војни, и да вака масовно граѓаните мигрираат од еден на крај на светот во друг крај на светот, тие треба да го бараат и решението и да го решат проблемот. Со тоа што помалку ќе трошат пари на војна, а повеќе ќе трошат во инвестиции во економија во тие држави, за да граѓаните се вратат таму кај што се родени, бидејќи секој има амбиција да оди таму кај што е роден, а инаку во Македонија нема простор. Македонија оваа приказна ја заврши 99-та, 2000-та година, која што беше многу неблагодарна повторно за нас, бидејќи знаеме што ни се случи во 2001 година, кај што прифативме голем број на избеглици, голем број на мигранти, испаднаме хумана држава, ние сме хумана држава, но да не заборавиме дека пред 10 година низ Македонија мигрираа по 20.000 мигранти на 24 часа, а немавме помош од никој, дури меѓународната заедница се вклучи многу подоцна. Значи нема простор за отварање на мигрантски кампови во Македонија и точка. Каде ја гледате иднината на евроинтеграциите, со оглед дека имаме една новонастаната состојба од една оптимистичка најава на премиерот дека ќе се интензивираат сериозно разговорите и со Софија и со Брисел
за решавање на спорот, тоа беше условот за отворање на поглавјата, метнување на бугарите во преамбулата на условот, па дојдовме во една ситуација да Бугарија вели дека е тоа работа само на Македонија со Брисел, таму падна и владата, што правиме? Видете, разговорите се секогаш позитивни и добри. Но Добра нема, оттаму и можност, нема да но има. за жал треба да има две страни за разговор. Вие секогаш чукате на врата на Софија, тие ви велат вашиот проблем е со Европска унија. Зошто? Па имавте една влада која што ви ги продаде државните интереси и ве сведе на тоа ниво за билатерално прашање да разговарате на мултилатерално ниво сега со Европска унија. И тие ви велат тоа е проблем со Европска унија. Нема решение на ова прашање се до моментот додека не дојдат вистинските гаранции од Европската унија по основ на идентитет, јазик, самобитност, култура и историја. Во другиот дел мора да постои реципроцитет, бидејќи не може едната страна да почитува се, другата страна да не почитува ништо. Одлуките од Страсбур, барем една, ако не повеќе, треба да се спроведат. А зошто македонците или тие кои што по етнос, по нација, по етнос се чувствуваат во Бугарија, македонци да немаат можност да отворат, ако не повеќе, барем едно свое друштво таму и да го регистрираат официјално. Значи, за да се игра една игра, потребни се двајца. Во овој момент ние сме фатени во коло и се вртиме во круг. До кога тоа ќе трае? Навистина во моментов не можам да дадам конкретна проценка, но едно знам, мислам дека се игра на време и едноставно се игра на кондиција. Ние еднаш понудивме соодветно решение, кое што за жал беше отфрлено од страна на нашите европски партнери, а тоа се условени амандмани. Да, гласање на амандманите, но нивна имплементација во уставот по полноправно членство на Македонија во Европска За крај, кратко ве молам, бидејќи прашањето произлезе практично од вас, Венецијанската комисија објави, така објавија од вреди, дека го одобри предлог закона за правична застапеност, нели? Првично беше сериозен проблем во кој што имаше проблеми во владината коалиција заедно со балансерот. Ќе го почитувате вие ова решение сега? Предлог законот за правична застапеност е резултат на уставот и уставните измени. Значи, тоа е обврска и облигација не само кон оваа власт, кон секоја власт, да работеше еден експертски тим од експерти по уставно право и дополнително одреден број на министри, кои што не се објавуваа во јавност, се со цел за да не се врши притисок, политички притисок на нив, но од друга страна истиот помина, позитивно Венецијанската комисија се изјасни по него, по усвојување на истиот закон, тоест отворено треба да се отвори истиот пред јавноста, да ја го видиме стручното мислење, да ја видиме мислењето на јавноста, ќе следува една фаза на негово донесување и дополнително, значи одредени процедури за неговата имплементација, кое што ќе гарантира, значи еден друг механизам, како тоа ние луѓето во јавна и државна администрација ќе ги вработуваме, при тоа почитувајќи го законот и уставот, но давајќи предност на квалитетот во однос на партискиот квантитет. Зошто? Затоа што во државата повеќе од потребно ни е да се направи департизација на државниот апарат. Сакале тоа, ние да го признаеме или не во оваа клиентелистичко општество, мора да се реализира. Јас тоа го практикувам во Куманово, можеби ќе видам оспорен од поединци, но во Куманово најголем број од луѓето кои што се вработени во јавна и државна администрација се вработени врз база на нивната оспособеност. Голем број на градежни инженери, архитекти и така натаму, кои што ниту на сон не сонувале дека ќе работат во општина Куманово, ниту се поврзани со одредена политичка партија, ниту биле, а еве ги денеска работат. И ние сакаме тоа преку ресорното министерство да го спроведеме и на ниво на државата. Знам дека е тешко, зошто? Затоа сите политички субјекти се базираат на тој механизам кој што е создаден по 98 година, ако се сеќавате до 98 година беа батини, чичини и татини, а потоа одеднаш се трансформираа на наши и ваши партиски луѓе кои што ја доведоа состојбата и го изградивме заедно со нив системот ваков каков што е. Треба да го департизираме во делот на професионалната администрација. Максим Димитриевски, гостин во тема на денот. Ви благодарам. Беше чест, благодарам и на вас.